BMW е компанија која има можеби најголемо портфолио на модели во автомобилската индустрија, што се однесува до патничките возила и спортско-корисните возила. Еден од тие примери е и BMW серија 2 Grand Coupe, кој рака на срце нема многу конкуренти на пазарот, бидејќи малите компактни седани веќе не се толку популарни, но сепак не е без конкуренција и тоа има силна конкуренција. На BMW серија 2 Grand Coupe најголеми конкуренти се Audi A3 седан и Mercedes-Benz CLA. Серија 2 Grand Coupe е технолошки близнак со серија 1, па затоа и на предницата се гледа дека нема многу измени во однос на серија 1, но Grand Coupe е оправдано наречен Grand Coupe, бидејќи контурата му е купеовска, иако има издаден гебек. Она што многу ми се допаѓа и е вистинско купеовско остварување е што прозорците немаат рамка. Туку со самото отварање на вратата тие се спуштаат, а со затворањето на вратата тие се подигаат. Така е случај и со задните прозорци. Она што го одделува од серија 1, тоа е задниот дел кој е доста секси направен. Погледнете само, штоповите и долниот дел од автомобилот се динамично изведени, а овој дискретен спойлер што е ставен на поклопецот на багажникот дава чувство дека се работи за вистинско купе. Компромисот на простор на купеовската каросерија се чувствува на задната клупа. Далеко од тоа дека нема доволно простор за седење или пак за колениците, но проблем е просторот за главите. Овака јас како што седам и веќе го допирам табацирот на покривот со мојата глава. Но затоа на предните седишта се седи извонредно. Овој модел е опремен со М-пакетна опременост, што значи дека има спортски обликувани седишта, но воедно тие се и анатомски и многу удобни. Испред возачот се пружа типична BMW-овска панорама. Имаме два обединети монитори. Едниот е 10,3 инчен, додека оној за инфотеймент, односно за системот за забава е од 10,7 инчи. Графиката е јасна, многу добро прегледна, лесно се менуваат менијата на инструмент таблата, но затоа менијата што се за инфозабава и информирање се малку неинтуитивни и не би ви препорачал да се играте со нив додека се возите. Инаку, материјалите кои се вградени во овој автомобил се извонредни. Имаме комбинација на алкантара со еко кожа, а на предницата се гледаат трите бои кои се препознатливи за М-пакетите. Воопшто, атмосферата и ергономијата во внатрешноста се на високо ниво, но да видиме како се однесува BMW 220 Grand Coupe во возење. Серија 2 Gran Turismo е технолошки близнак со серија 1, но поради доста дотерувања многу поинаку се однесува на пат. Кога се вози во свиоци, тој изразува една спортска нота која е извонредно допадлива. Тој кажува дека е вистински BMW. Иако има трицилиндарски мотор, тој се однесува многу зрело. Неговите 170 конски сили добиени со помош на благиот хибриден систем пружаат линеарни перформанси и секогаш ви даваат самодоверба во ситуации на претекнување или на подинамично возење. Сетапот на подвозието е спортски, но далеку од тоа дека не е удобен.
Да, моторот е трицилиндарски, но има одлична перформанса. 7,9 секунди забрзување од мирување до 100 км на час и максимална брзина над 200 км на час е она што секого би го задоволила. Добро, не би ги задоволила луѓето кои имаат извонредни апетити за силни мотори и силни перформанси, но сите останати нема да се почувствуваат инфериорно во возењето. На пат на свиоци доаѓаат до израз извонредно прецизното управување, но и подесената суспензија која суверено ја господари каросеријата и тркалата се разбира. При нагли маневри, ерете сега што ја избегнав желката, многу лесно се адаптира возилото на сите оптоварувања. Серијата 2, како и нејзиниот брат серија 1, имаат пренос на силата на предните тркала. Тоа дава еден поинаков филинг за разлика од останатите BMW модели. Она што BMW серија 2 Grand Coupe го дава, тоа е извонредна удобност. Иако е опремена во М пакет на опременост кој е многу скап, тој нуди многу удобства. Пред се седиштата кои се извонредни, тие имаат спортска форма, но на подолги релации воопшто не ве заморуваат. Напротив, тие придонесуваат да се чувствувате релаксирано за да управувачот. Целиот сетап на возилото е извонредно комфорен, но кога треба се буди неговиот близнак, а тоа е спортските перформанси кои може да ги пружи и спортското чувство кое го добивате во возење на свиоци. Инаку, на отворен пат многу мирно се однесува и менувачот и моторот, но сепак во внатрешноста на кабината е извонредно тивко, како да возите автомобил од многу повисока класа. Да се вози ваков автомобил значи многу пари. 59.860 евра е цената на тестираниот модел, но она што радува е што BMW Grand Coupe можете веќе да го набавите од 42.000 евра. Се разбира не во пакетот на опременост М кој чини нешто над 10.000 евра, но оние што може да се го дозвола тоа нема да се покајат поради вложените пари. А што се однесува до агилноста, иако е трицилиндарски и има 170 коња, тој може да пружи добра перформанса. Да видиме како забрзува од 0 до 100. Ми се допаѓа и звукот кој го произведува овој автомобил, а додека јас ова го кажа, више надминавме границата од 100 км на час. Во моето возење кое беше над 650 км забележав извонредна економичност. Кога се вози на отворен пат, а направив голем круг од некои си 470 км, просечната потрошувачка ми беше само 5,9 литри, додека во град таа се искачува на 7,1 литар. Наменет за луѓето кои не им требаат големи автомобили, а не сакаат да се откажат од седан каросеријата, ова е вистински погодок. BMW Grand Coupe од серијата 2 личи динамично, делува цврсто и е извонредно удобен. На крај на возењето на BMW 220 Grand Coupe имам само две големи жалења. Првото е што не сум 30 на години помлад, второто е што немам 59.000 евра за автомобил. Тоа беше се што подготвивме за ово издание на Автомагазин. До гледање до следната сабота.